Додека скопјани чекаат одговори до која ќе се гушат во отровен воздух, ги стресе и неофицијална информација од градоначалникот Шилегов, веднаш демантиран од премиерот дека во Дрисла може би се уништува и радиоактивен отпад. Има ли лек за скопското загадување? Мистериите околу Дрисла, што се гори и депонира? Кога ќе се решат сите контроверзи околу оваа депонија? Нови парок фасади нема да има, но што е со оние што се во распаѓање? Визијата за Скопје, паланка меѓу метрополите или метропола меѓу паланките? Ова се теми за вечерашната топ тема на ваша страна, во која мој гостин е градоначалникот Петре Шилегов. Со одговори најмногу на ваши прашања преку социјалните мрежи, кои ќе бидат отворени и во текот на целата емисија. Значи, ова е своеведно ваше интервју, а почнуваме за кратко. Топ тема на ваша страна, добро вечер. Гостин во вечерашното интервју, градоначалникот на Скопје Петре Шилегов во своеведно ваше интервју. Велам ваше, затоа што најголем дел, односно сите прашања, произлегуваат од вас, поставени на социјалните мрежи, кои што ќе ги видите подоцна на екраните и ќе бидат отворени во текот на целата емисија и за нови прашања. Дел се од анкета меѓу граѓани, како и од невладиниот сектор. Но, за почеток, добро вечер и добре дојдовте. Нешто поврзано со мојата генерална најава, ајде да не биде, бидејќи може би звучи навредливо, паланка меѓу метрополите или метропола меѓу паланките, едно поинакво прашање. Дали од ова архитектонско, споменично, урбанистичко сообраќајно чудо може да се направи модерен, еколошки, чист град како што ветувавте, или ќе слушаме дека толку многу штета непоправлива е направена, што сега кога секој ден ги читам книгите, договорите, проекциите, плановите, генерални, детални и така натаму, гледам дека тешко. Најпрво добро вечер, благодарам за поканата и ми е драго што, како што вие најавувате, ова интервју всушност со гледачите. Па јас планирав да биде своеведно жешко столче, меѓутоа нема по-жешко столче за градоначалник од да се отворат социјалните мрежи за директни прашања. Скопје нема алтернатива освен да стане модерен европски град. И тука не е прашањето на предизборна заложба на мене како моментален градоначалник, туку да мора да биде еден однос кон градот стратешки кој што треба да биде воспоставен, бидејќи досега сме го немале, кој што ќе понуди на граѓаните на Скопје во известни сегменти и брз влез во европските стандарди, меѓутоа и понатамошен проектиран развој на градот во следните 15 или 20 години за да генерациите. Ама да не прозвучи како митинска, бидејќи завршија изборите, прашањето е како. Еве на пример ние ќе ги разгледуваме сите сегменти, меѓутоа еве вие велите не фрлам пари повеќе за фасади, ама фасадите почнаа да се трошат и тие ќе останат гардосија ако вие не инвестирате во тоа. Средствата кои што се предвидени за фасади за проектот на Скопје, веќе почнуваме со одговорите. Дефинитивно ќе имаме посебно ова како подпрашање. Во ред, значи Скопје нема друга алтернатива. Скопје мора како град да се развива во модерен европски. Скопје е град со застарени принципи на функционирање на сите сервисни или услужни дејности кои што градот ги нуди на своите жители. Сакате почнете од комуналната хигиена, сакате почнете од предпријатието што паркови зеленило, кој што треба да ги одржува зеленило, сакате завршете со или почнете со концептот на градскиот сообраќај во Скопје. Тоа се методи, начини на функционирање на јавни предпријатии и принципи воспоставени после земјотрес на Скопје, значи методологии воспоставени на крајот на 60-тите години од минатиот век, кои што важат за скопјани во 21-виот век, и тоа е сериозен предизвик за мене и за луѓето кои што раководиме со градската администрација, да направиме еден сосем поинаков пристап за да Скопје сосема поинаку заличи
ликот на градот. Меѓу другото го прават и овие јавни предпријатија кои што ги даваат услугите. Дали вие ќе добиете современ градски превоз базиран на искуствата од големите европски градови или ќе продолжите со овој линиски како што го имате. Тоа е предизвик кој што допрва ќе го отвориме пред Скопјани. Дали вие ќе имате надземни контейнери преполни со ѓубре кои што го загадуваат средината во која што живееме, или ќе имате добро спакуван отпад онака како што доликуваат. Дали градот ќе ни биде една голема депонија, значи во овие 4 или 5 дена после 30 години за прв пат се чисти Скопје, жителите на северниот дел од градот веќе тоа го осеќаат, не велам дека е доволно. Моето лично чувство за да биде онака како што јас сакам да биде по мој вкус е дека Скопје треба да се чисти 3 години секој ден на исто место за да заличи на чист град. И тоа е нешто што ќе го практикуваме и ќе го правиме. Скопје на крајот на мојот мандат ќе биде многу поинаков град, ќе биде модерен и европски град со услуги кои што ги дава на своите граѓани од европски тип и карактер. Граѓаните ќе ве предизвикаат со многу прашања, ги имаме навистина многу и јас ќе почнам со она што е сепак најактуелна тема и со она што предизвика во очекување на одговорите или на некакви решенија како да почиста воздух, вашата изјава за сомнежи за можно уништување на радиоактивен отпад на Дрисла. Сега, вие се повекувате на сомнежи, паниката во јавноста е голема. Следниот ден, веројатно за да ја смири ситуацијата, премиерот ве да демантира. Не беше неодговорно малку тоа? Значи, дали мислите дека ако јас имам сознанија како човек, не како градоначалник, дека во Дрисла се непобитни докази, дека во Дрисла се согорува радиоактивен отпад, тоа така ќе го спомнем во интервју. Пратете го концептот, таму зборувам дека имаме сериозни индици за сериозен криминал во работењето на Дрисла, а дека имаше во минатото шпекулации дека се и се што се има горено во Дрисла, дури и радиоактивен отпад. И тоа не го измисли Шилегов. За ова истражува токму ваши колеги кои што важат во македонското новинарство како сериозни новинари истражители и Брини Нова ТВ, кои што зборуваа за отпад кој што исчезнал во Албанија, дека не се знае, дека не е транспарентна постапката, начинот на горењето на отпадот во Дрисла, и во таа смисла беше и муабетот дека постојат или одговорот дека постојат и шпекулации, дури дека се гори и радиоактивен отпад. Она зад кое што нели беше полесно да се провери, ние ќе видиме сега еден прилог за сите контроверзии околу Дрисла во кој што е наведен еден многу јасен пример дека со единствениот инструмент Гајгеров бројач може да се оди и да се провери и тоа не може да се скрие, дури да било и пред 10 години правено. Не е спорно, значи радиоактивност не е категорија што денес има, утре нема. Има век на распаѓање и на трајање. Одговорот беше на прашањето на вашиот колега Мишко што се случува со Дрисла, токму во што кажав дека имаме индици за сериозни криминали во работењето на Дрисла и дека знаете и дека во минатото имаше шпекулации дека има шпекулации дека се горел дури и радиоактивен отпад. Това беше мојот одговор. Зашто некој го протолкува здраво за готово дека Шилегов изјавил дека се гори радиоактивен отпад, јас не знам. Мислам дека треба да сме сите на ниво на одговорноста на функциите кои што ги обавуваме и понекогаш сензационализмот да го замениме со преслушување на тоа што човек го има кажано. Градоначалник на Скопје да изјави дека во депонијата во градот со кој што тој управува се гори радиоактивен отпад на едно интервју, тоа е било несериозно од мене. Немаше тоа на бидење сопствено на интервју, тоа ќе беше огромна масовна акција на апсење на неодговорни лица, воколку си имаше цврсти и неспорни докази. Добро, но испомнувањето на самите сомнежи дефинитивно предизвика страф и аларм. Тоа се аларм. шпекулации кои што во нашата јавност тука можеме да согласиме и во новинарските фели кружат неколку години наназад. Тоа не се работи за кој што ја Меѓутоа вие сте сега на позиција да ги демантирате или не или потврдите, а не да ги повторувате. Апсолутно. Токму заради тоа реков дека имаме индици за сериозни криминали, дури имаше и шпекулации дека се гори радиоактивен отпад. Побарав малку трпение уште, ќе излеземе бидејќи се работи координирано по повеќе државни органи, вклучително и градот Скопје, и ќе излеземе набрзо со решенија за Дрисла.
Да ги слушнеме прво и да го видиме фактографското навраќање што го направи Павле Беловски на сите контроверзии околу Дрисла, вклучувајќи ги и главните дилеми што и како таму се гори или уништува и како сето тоа може да се покрие, па потоа ќе ги побараме и одговорите од градоначалникот Шилегов како тој тоа мисли да го среди. Во Скопска Дрисла се уништува радиоактивен отпад. Еколошка бомба или шпекулација? Скопскиот татко Петре Шилегов ја детонираше, побара трпение од граѓаните, но не објасни од кога до кога се случувал овој еколошки криминал и дали се уште трае. Горењето на отпад, кое што е во горницата таму, не е само прашање на градот, бидејќи отпадот кој што таму се гори, бидејќи постоја шпекулации дека има радиоактивен отпад, е дел на анализа на повеќе институции во моментов во Република. Постојат шпекулации дека има радиоактивен отпад, дека се гори таму нешто и сега ја чекаме држава. Не, е дел на анализа на повеќе институции кои што паралелно работиме на проблемот и ќе искочиме со дефинитивен извештај. Има отидено некој таму? Има отидено некој таму, меѓутоа има нешто констатирано начално? Дури беше и финансовата полиција, ги чекам извештаите. Малку трпение замолувам за Дрисла, ќе има граѓаните бргу анализа за тоа што се случи. Еколошката мистерија за Скопската депонија не започна со изјавата на Шилегов. Од неговиот политички табор пред само неколку месеци тврдеа дека во Дрисла се уништува, како што го нарекоа, опасен отпад. Сомнежите на тогашната градска опозиција беа дека на полињата на депонијата се складира увозен забранет отпад, улје и нафтени деривати, киселини од батерии, медицински отпад кој завршува во печката, па дури и радиоактивни громобрански ленти од Македонија и други држави. За јавноста официјална информација е дека во постоечката печка на Дрисла се гори само медицински отпад. За таа цел во кругот на депонијата е поставена печка за согорување на медицинскиот отпад, инсенератор, со капацитет од 200 кг на час согорување на медицински отпад или 500 тони на годишно ниво. Советничката група на СДСМ го искористи советничкото право и оваа пролет побара информација за работењето на Дрисла, но и по жолчната дебата во градското собрание нивниот предлог беше одбиен и надгласан од мнозинството советници предводени од ВМРО ДПМНЕ. Ако се отвори интернет страницата на ребрендираната депонија, се гледа дека терминот опасен отпад се споменува неколку пати. Доколку некој го поседува, Дрисла му нуди услуга од 45 денари за килограм за да го изгори во нивната печка. Убедувањето од тогашниот градоначалник Гоце Трајановски беа дека Дрисла во сопствеништво на италијанскиот концесионер ФЦЛ Амбиенте ќе прерасне во капацитет кој ќе го собира и рециклира отпадот, ќе произведува струја и нема да загадува. За ова да се случи, според развојниот план на инвеститорот потребни беа да се вложат 73 милиони евра за 5 години. Од 2014 до сега вложени се само 3,5 милиони евра и тоа за одводни канали и инфраструктура, а не за преработувачки фабрики и машини. Дрисла Скопје го собира сметот, од граѓаните ја наплаќа комуналната такса. Италијанската ФЦЛ Амбиенте 4-та година шефува со 23 години старата депонија. Градот Скопје во 2013 година објави тендер за избор на инвеститор за реконструкција и мнозинско сопствеништво во Скопска Дрисла. Се јави италијанскиот конзорциум ФЦЛ Амбиенте, германскиот Шолц АГ и австриската фирма Аса Интернешнл. Италијанците, иако формирани со влог од 10.000 евра и само неколку месеци постоење, се изборот на градот предводен од Гоце Трајановски. Второрангираните германци ќе се жалат до управниот суд во земјава, а управниот суд ќе одлучи да се повтори изборот. Сепак, Вишиот управен суд ќе ја прифати жалбата на одлуката на Трајановски и градот, со што ФЦЛ Амбиенте останува доминантен собственик на Дрисла Скопје, тврдејќи дека не инвестирале, бидејќи ја чекале судската одлука. 4,5 милиони тони кубни смет завршуваат на периферијата на Скопје. Што се има во него никој не знае, бидејќи отпадот не се селектира и преработува, туку завршува вкопан во 2 слоја земја. Доколку Дрисла уништувала радиоактивен отпад, концесионерот ФЦЛ Амбиенте не може да ги сокрие трагите, бидејќи радиоактивните честички според експертите се распаѓаат десетици и стотици години. Но што се горело во печките на Дрисла, одговор треба да даде градоначалникот Петре Шилегов.
Токму така, тоа се сите контроверзи околу Дрисла, нема да продолжуваме се тоа колку беше озбилно или неозбилно од ваша страна да се спомнат самите шпекулации за радиоактивност, бидејќи можеме да ја изгубиме цела емисија расправајќи се дали било шпекулација или тврдење. Кажано дека постоја шпекулации. Дорете тоа да не биде дека е тврдење на градоначалникот дека кажа таква работа. И сега рековте трпение, се работи со повеќе институции. Кои и кога? Многу брзо ќе излеземе со целиот концепт. Значи, не сакам преурането да искочиме со податоци за Дрисла. Она што се моите очекувања дека Дрисла наврку ќе се врати во сопственост на градот. Што е со она што во моментот се случува таму? Слушнавме интересен податок. 45 денари за килограм сега да се јавите, мислам сега не можеме, меѓутоа утре да се јавите како граѓанин дека имате некаков опасен отпад, одговорот што ќе го добиете е 45 денари за килограм, повелете. Тој опасен отпад опфаќа батерии, громобрански ленти, улје и така натаму, материи кои што директно го загадуваат воздухот. Имате 20% собственост на депонијата, дали во овој момент вие знаете што таму се случува? Не е затоа што како недоминантен собственик и не можеме да влеземе, надзорот еколошкиот го врши Министерството за заштита на животна средина, бидејќи Дрисла е имател на А лиценца, што не е надлежност на градот. Надзор на А лиценците го врши соодветното министерство. За нас е во овој момент поголем приоритет инспекцијскиот надзор да си го врши министерството и колку што јас знам во теке издадени се определени нападствија до државните инспектори. За мене како градоначалник попримарно во овој момент е да воспоставам целосна контрола на тој градски капацитет, бидејќи тој е одземен во постапка во таква каква што На кој начин е првото прашање од граѓаните, кога планирате да престанете да се сомневате и навистина да ја решите Дрисла со сите сегменти? Во моментот кога градот ќе превземе многу брзо контролата врз капацитетот Дрисла ќе бидат поднесени соодветните кривични пријави за злоупотреби на службена должност од одговорни лица во рамките на градската администрација. Ќе го смените ли директорот и зошто досега тоа не сте го направиле? Директорот согласно концесискиот договор го именува доминантен собственик, тоа е италијанската фирма со 80%. Градот и да сака не може да влијае, има право на представник во управниот одбор, тоа досега беше поранешниот председавач на советот господјата Мишева. Тоа ќе се смени, меѓутоа тоа за нас е апсолутно символично, да еден човек биде променет е небитно. Битно е дека Дрисла како потенцијал е потребна на градот Скопје да му служи за намената за која што и било склучено јавното приватно партнерство. Интересот или куриозитет, ако сакате, е дека досега постојат две одлуки на управниот суд со кои што се поништува изборот на италијанскиот партнер и три одлуки на Советот исходно на тоа на градоначалникот на градот Скопје за повторен избор на италијаните. Значи, и до кога ќе трае таа симултанка суд-совет, бидејќи бројките говорат 73 милиони евра требало да се инвестира. Не е нити цент инвестиран таму. Не е нити цент во намената. Значи, видете, не е инвестиција ако инвестирате во патиштата или каналите околу Дрисла. Поентата на јавното приватно партнерство и изборот на таков партнер е да биде сограден капацитет од кој што ќе се врши рециклажа и ќе се има производство на обновлива енергија. Ние имаме класична, стандардна стара депонија, освен една нова печка за согорување на некаков медицински отпад и таа по мој сознание од 60-тите години. Еве ова да не биде дека е тврдење, тоа е моје сознание од 60-тите, 70-тите години. Дрисла, моите очекувања се дека многу да не ме врзувајте за рокови на вистина, многу брзо во полн капацитет ќе биде вратена на градот. Зошто градот не бара од владата да го забрани увозот на отпад во Република Македонија? Според извештајот на Министерството за животна средина за 2016 година биле увезени 118.000 тони опасен отпад. Дрисла вели не се увезува. Каде е вистината и што може тука да направи град? Дел од податоците во кои што во моментот се дел од ова за кое што зборувам, нашите истражувања,
Боби, јас сум само еден месец градоначалник на Знам, Скопје. Меѓутоа, дозволете, во ред. Очигледно граѓаните ги пикирале сите, ова се сите, ова се се прашања од граѓани, не ги читам и само имиња. Јас сум исто загрижен како и секој граѓанин. Јас живеам во Скопје, моите деца живеат во Скопје. Значи, да не се лажеме, се труеме сите, не бира дали си градоначалник или не тоа што го дишеме во моментот. Совршено. Меѓутоа, за овој краток период ги отвараме процесите. Дрисла беше табу тема. Не можеше да се дојде до податок од вашиот предлог, може да видиме како советничката група на СДСМ во изминатиот состав не можеше да дојде до извештај за работа. Дозволете дека сега кога можеме да располагаме со определени податоци, сакаме да го решиме проблемот во корен. Ви благодарам. Тука ќе го затвориме и овој дел околу Дрисла, ќе ви дадеме време, бидејќи рековте набргу. Она што е вториот проблем кој што ги штити граѓаните на Скопје, тоа и за кој што ги имаме најголем дел од прашањата, а е поврзан со загадувањето на воздухот. И тука го имаме и првиот сет прашања од невладени организации кои што се бават токму со оваа проблематика. Па во однос на аерозагадувањето најмногу би поставиле прашање кога планира да го започне и стави функција градскиот воз, односно живување на железничкиот прстен во град Скопје. Кој е планот на градоначалникот со оглед на тоа дека ќе биде тоа претпоставено комплексен и голем процес и од каде ќе почне и кои се етапите кон решавање на загадувањето на воздухот, бидејќи мерките за возилата, колку и да се прифатливи и добри, се само гребење по површината на проблемот. Првиот сет прашања Go Green и Green Box. Првото прашање во однос на загадувањето, кога ќе го ставите во функција градскиот воз, односно заживување на градскиот прстен. Комплексно е прашањето. Јас зборував за градскиот воз во текот на кампањата. Тоа е концептот на Скопје. Кога ме прашавте дали ќе остане паланка меѓу метрополити, ќе биде модерен европски град. На Скопје му недостасува согласно актуелниот ГУП 36 км булевар. Тие 36 км булевар го ставаат во функција градскиот воз. Затоа што градскиот воз ви оди на линија од Ѓорче Петров Волково до Драчево и во добар сегмент луѓето џабе ќе го користат, затоа што оди во северниот дел од градот. Ќе ги однесете луѓе во северниот дел од градот, од каде што не може да користат инфраструктура, не постои, не е изградена, за да може да направат брз трансфер кон центарот на градот. Јас очекувам по она што го има, она што за мене беше трагично како човек кога влегов како градоначалник, е дека не постои за тие зацртани улици долги години назад, булевари. Не постои градежен проект. Ние не знаеме во моментот, значи, освен што има една начална идеја дека ГУПот е идеја, како и каде треба да изгледа, меѓутоа тоа треба да го разработите. Во буџетот кој што го проектираме за идната година, во првата половина очекуваме сериозна активност на градот околу изработка на градежните проекти, за да конечно можеме да влеземе после тоа во имплементација. Добро, вие сепак имавте советничка група во градот и веројатно кога ја правевте програмата, сте консултирале актуелна ситуација, постојна ситуација. Сега не може да изговор да биде немањето информација. Дали има градежен проект, не е за изведување на определена улица, не е работа на советничката група, тоа е работа на секторите внатре во градот. Но може да дојде до тие податоци. Она што за кое што се уште стоеме и е можно решение е дека до крајот на мојот мандат ќе бидеме во можност со изградба на потребната инфраструктура да ја отвориме можноста за оведување на градскиот воз во Скопје. Второ прашање околу загадувањето, кој е планот, бидејќи тоа е комплексен процес, но од каде ќе почнете и кои се етапите? Мерките за возилата се само гребење по површината на проблемот, беше прашањето од Јане Димовски од Greenbox. Загадувањето на воздухот не можете да го решавате сегментално. Значи, се напаѓа фронтално. Тука имавме пред почетокот Лондон ја реши маглата. Да, Лондон ја реши маглата, меѓутоа во една борба која што траеше 10 години и која што беше систематска и системска и на сите фронтови одеднаш. Не можете да го решите прашањето на загаден воздух само ако го решавате прашањето на автомобилите.
морате во исто време да го решавате и прашањето на затоплувањето на домовите, што исто така сериозно влијае на загадувањето на воздухот, и прашањето на засилен инспекцијски надзор за почитување на законските норми при градбата на објектите, бидејќи прашината градска е сериозен исто причинител или носител на овие ПМ честички за кои што луѓето зборуваат и треба да зборуваат во последно време. Ја започнуваме веќе сега. Јас како градоначалник во само овој еден месец започнав со расчистување на Скопје. Скопје не е чист, реков е депонија, е град кој што не е чистен преку 30 години. И повеќе од околу 3000 кубици отпад беше собран во овие неколку дена во општините Бутел, Чаир и Шуторизари. Без тука не ја бројам претоварната станица која што постои во Шуторизари како депонија. Добро, на воздухот сме. Имено, ама сето тоа влијае на воздухот. Тоа е дигање на дел од прашината. Во среда започнуваме со засадување на првата површина, што јас како градоначалник во мојот мандат, од околу 50 на дрва, баш во потегот на Лисиче, дрва изникнати, повеќе од 2 метра високи, за да ги уфрлиме веднаш во еколошкиот систем. Не се палми. Како беше за секој детенце дрвце? Ќе ги обезбедувате вие Тевдовски засади дрвце или ќе ја чека акцијата сега? Ќе почнеме таа акција на пролет, сериозно не очекува, повеќе од 2,5 милиона евра се предвидени во новиот буџет на градот Скопје за набавка на ново зеленило и за обработка на постојното зеленило. Посветени сме целосно на таа работа за волја на вистината. Уште во кампањата реков дека во оваа зима не можеме да очекуваме спектакуларни работи. Меѓутоа, како дел од краткорочните мерки, токму чистењето кое што се одвива, садењето кое што можеме сега се уште да го вршиме во овие можеби 20 на денови доека дозволуваат временските услови. Малку поревносно мислам дека се раскрива ѓубрето во централното градско подрачје и по оние делови каде што имаме многу прашања. Пред да преминеме на нив едно од мене. Законот е јасен. Градот е должен да обезбеди програма во која што ќе има мерки кои што во одреден период ќе го намалат загадувањето на нормалните граници. Достигнувањето на тие гранични вредности, например за PM10 частичките од 50 микрограми, беше 2014 година. Тоа не се случи. Значи, ние сега сме во ситуација да повторно тие години се одложуваат и кога ќе слушнеме од вас. Ова е програмата која што во следните, година, 2-3, ќе значи намалување на загаденоста од толку до толку процент. Бидејќи од секогаш, од година во година ни се повторуваат повторно овие истите превентивни мерки. Не излегувајте безпотребно, лекариве заради грипот велат луфтирајте, вие од градот велите не шетајте, да умреме. Дефинитивно, значи, од мене како градоначалник никогаш нема да го чуете тоа, не излегувајте од дома, седете затоа што е воздухот загаден. Правам се и ќе направам се додека обавам оваа функција да влијаам на намалувањето на загаденост. Информација за граѓаните набрзо го пуштаме ќе пуштиме телефонски број, да не го кажам за да ми го потврдат до крај, на 24 часовна дежурна служба на градот Скопје, која што заедно во координација со пожарната служба, која што исто така на градот Скопје, ќе може да ги прима повиците и брзо да интервенира за дивите огнови кои што се палат, кои што се исто така сериозен причинител. Дали е тоа нешто слично? Имаме прашање од Ристе, дали ќе се формираат екопатроли кои 24/7 ќе патролираат и ќе казнуваат загадувачи? Или е друг проект? Друг проект е проект. Што е со патролија? Друга работа е, значи, градот има 4 инспектори или 9 вкупно луѓе за надзор на таа работа досега. Досега тие луѓе редари. Досега тие луѓе функционирале од 8 часот и 30 минути до 16 часот и 30 минути. 16 часот и 30 минути се оделе дома. Како ќе биде сега? И никому ништо. 24 часове не надзорот и достапноста на тие служби. Дел
ќе го вршиме ние како градска администрација, Министерството за внатрешни, пожарникарите, онаму каде што има. Меѓутоа ставаме 24 часовно на располагање на граѓаните на градот Скопје, број каде што ќе може самите да дојавуваат. Мене ме радува што загриженоста кај секој од нас, кај секој граѓанин на високо ниво и веќе ќе ме тагнат на Facebook, известуваат луѓето, сериозно го имаат сватено проблемот и тоа ми дава гаранција дека сите заедно ние како управа на градот и граѓаните ќе можеме да влеземе посериозно во кошец, барем со прашањето на палење на дивите огнови и мини депонии кои што постојат во Скопје и во неговата околина. Едно по друго поврзани прашања. Првото од Пешева. Како го планирате најавеното отстранување на јагленот како огрев од домакинствата и имајќи предвид дека нема правилник за цврсти горива, дали е на поведок негово итно донесување? Тоа е дел од среднорочните мерки кои што ги зборуваме, паралелно со гасификацијата која што започнуваме следната година, секундарната гасификација која што ќе навлезе во деловите од градот кои што не се опфатени од топлификациониот систем, значи населбите кои што немаат централно парно грејење. Како ќе се одвива тој процес? Паралелно ќе влегуваме и во забрана на друг вид или друг тип на алтернативни горива. Имате рокови за тоа, например, кога би можела да се очекува газ до секој дом? Она што јас го имам кажано е дека во текот на 4 години од мојот мандат газот ќе го направиме достапен на секој граѓанин кој што ќе го побара од нас како секундарна гасификација, а кој што живее во овие населби за кои што зборува, што не може да бидат опфатени од централното парно грејење. Прашање од два коалиција за чист воздух, многу активни во овој период. Какви мерки планирате да преземете кон индустријските капацитети при надминување на прагот на алармирање за PM10 частичките, а согласно уделот на индустријата во аерозагадувањето? Веќе е во тек засилена контрола на она што ние го имаме под ингеренција, тоа се индустријските капацитети кои што поседуваат интегрирани Б дозволи, со цел да ние стекнеме сознанија каква е состојбата на лице место, бидејќи знаете кога ќе ја добиете и да ги забрзаме постапките за издавање, бидејќи досега нити се воделе соодветно или во доволен број, нити биле издавани соодветни дозволи. Индустријските капацитети во градот Скопје во добар дел има дел од нив што функционираат без да поседуваат било каков еколошки сертификати. Тоа граѓаните го знаат. Во сервис за коли се гори улје, например. Со оглед на ова од невладина организација, тие очигледно ги знаат и предизвиците, па велат како инспекторите во тие засилени инспекции ќе утврдат дали некој закадува над дозволените граници, со оглед што постојано се жалите на немање на ресурси и потребна инфраструктура. Јас ги кажав кои се ресурсите и која е инфраструктурата. Она што го правиме е во рамките на она што можеме и повеќе од тоа. Клучното прашање зашто некој дозволил градот, имајќи во предвид дека ова прашање можеби годинава е најактуелно зашто конечно зборуваме за работите кои што живот значат, а не зборуваме за политички за некакви други работи, зашто некој перформансите на градската администрација ги свел на 13 шофери, 9 чувари, а не вработувал инспектори. Тоа се работи кои што за жал за еден месец јас не можам да ги поправам, меѓутоа интензивно работам да ги споиме градските, општинските и републичките инспектори кои што постојат во градот Скопје во ова координативно тело за кое што работе со цел да направиме што е можно позасилен надзор над овие субјекти. И повторно прашањата се вртат едно по друго. Го имаме фамозното водно. Што постигнавте со тоа? Бидејќи еве граѓаните не веруваат. Велат дека кои мерки конкретно ќе се преземат, бидејќи автомобилите веројатно не се покажаа како делотворна мерка. Вчера при силен ветер и обилен дожд, загадувањето беше повторно во високи размери. Значи, прво сакам да им заблагодарам на Скопјани што ја поддржа идејата на градската управа и моја како градоначалник да го заштитиме водно во викендите од автомобилски сообраќај. Има и забелешки. Мал број селините, несоодветни за транспорт со мали деца и така натаму. Со нивната масовно присуство всушност покажа колку многу го сакаат водно. И колку водно значи на нас како Скопјани. Причина повеќе за мене како градоначалник да продолжам со мерките за негова заштита. Водно доволно беше унаказено
во изминативе десетина години со пробивање на патишта и градење на цели населби, не можеме да си дозволиме да го загубиме тоа природно богатство што го имаме непосредно до нашите домови. И ќе сторам се да се заштити. Сега зборувате за зачувување на она што остана од водно, бидејќи знаеме дека голем дел е и продаден за нови градби. Мислам дека градбите на водно во рамките на ингеренциите кои што ги имам јас ќе бидат минато. За мерките, бидејќи за мерката за посебен режим на сообраќај за време на викендите и државните празници, ова беше прв викенд кога по видување наше имаше 3 автобуски линии кои што реално сообраќаја кон планината водно на 20 минути, се јавија недостатоци, бидејќи е прв викенд нормално, не може да биде идеално и ги пегламе тие сега визави податоците кои што ги добивме во текот на саботата и неделата од надлежните служби и во градот и во јавното сообраќајно предпријатие. Ги утврдуваме полека пиковите каде што е интензитетот на граѓани поголем закачување и засилнување водно, со цел да возниот ред кој што го објавивме го согласиме согласно потребите на граѓаните. Веројатно ќе ни треба малку време да го испегламе и тоа ќе се подобрува се понатаму. Едно од спорните прашања е прашањата на количките за малите бебенца кои што одат со родителите горе на водно, имајќи во предвид каква ни е автобуската, какви ни се автобусите и тие се перформансите. Кога некој тврдеше дека се фрлаат пари за автобуси кои што немаат употребна и практична вредност, некои други се смеа, меѓутоа, како викаат, родило се ваља ga љуѓати. Со овие автобуси кои што ги има јавното сообраќајно предпријатие, ќе продолжиме да ги обслужуваме Скопјани дури со поголем интензитет, со цел да водно го направиме достапно. Јас очекувам дека веќе од наредната пролет барем автобусите кои што градот Скопје ќе ги пушта да се сообраќаат во овој посебен режим кон водно, ќе бидат современи, комфорни, еколошки пред се и функционални за граѓаните и многу повеќе од 86 граѓани. Па нели само такви му даруваше минатата влада? Па не се баш. Знаете, овие кинескиве автобуси трошат 44 литри дизел гориво на 100 километри. Просечна линија на градскиот сообраќај е околу 620 километри што еден автобус ги прави дневно. По 44 литри дизел, видете вие колку дизел гориво, еден од автобусите со Евро 4, нака и Евро 5 автобуси колку градскиот сообраќај всушност учествува во загадувањето на градот Скопје. Во буџетот одвоивме, односно го дуплиравме износот на средства со кои што ќе се овозможи на предпријатијата што обавуваат јавен сообраќај и приватните и градските, што обезбедивме повеќе средства со цел да автобусите дизел се преориентираат кон метани. Тоа е дел од мерките кои што ќе ги преземеме во текот. Ќе ја одземете со оваа километража и количество на потрошувачка акцизата на владата сега со оваков план? Не знам, да бидам малку циничен. Да, бе разбирам, меѓутоа, знаете, ме прашавте на почетокот дали постојат штети што се непоправливи. Има штети особено во делот на урбанизмот кој што за жал заради изграденоста на објектите не ќе можеме да ги поправиме, меѓутоа има штети што ќе може да се поправат. Погрешниот избор на прескапи, нефункционални и еколошки неисправни автобуси со тек на време ќе го надменуваме и ќе го решаваме. Сега не сакам да предизвикувам нови бомби, краткоста на функција можеби и не ви е познато прашањето, но јас нема да селектирам. Ова е малку специфично. Кои чекори мисли да ги преземе градоначалникот во врска со депонијата на хромна јаловина во близина на изворот Рашче, која се наоѓа во неговата прва заштитна зона, бидејќи загадувањето со хром на главниот извор за пиење на Скопје е реален ризик. Денеска имав можност да се запознам со студијата која што за состојбата, кажав че ја повикам и вас нервинарите во текот на другата недела се запознаете. Меѓу другото, состојбата и на Рашче, го имав истото прашање, дали постојат било какви траги. Одговорот на експертите на UNDP е дека не постојат траги за било каква загаденост на водата за пиење. Она што мене ме нервира е што да направите апсолутна заштита на Рашче од надворешни влијанија на поплави, значи достапност на
на материи течни, можно и загадени, Рашче непроценливото богатство на градот Скопје. Да, но овдека вие зборувате за нешто друго, ова е нешто што постои, депонија на хромна јаловина. И прашањето е колку е таа опасност, дали има студија, анализи, колку е таа... Веројатно, токму тоа го зборувам. Апсолутната заштита на изворот Рашче изнесува 5,3 милиони евра. Апсолутната заштита на изворот Рашче, која што ќе овозможи и ќе го обезбеди изворот од било какви други надворешни влијанија. Ги имате во буџетот за до година, за следната, за третата или за четвртата година од мандатот? Тоа се работи кои што сега допрва ги запознаваме. Бидејќи сега излегуваат некои од тие студии, ќе мора да ги предвидуваме тие средства. Неодговорно ќе биде од нас како градска управа да не го обезбедиме непроценливото богатство на Скопје. Таму пиеме вода сите. И сега трагедијата е што тоа било познато. Таа студија за заштита на првата зона за која што се зборува или се шпекулира наназад години, и вие сте сведок како новинар. Не е од сега. Никој во оваа држава не помислил на 600.000 жители на градот Скопје дека со само 5,3 милиони евра ќе може да го реши прашањето за заштита еколошка на изворот Рашче. Се уште сме на тема загадување и од другите аспекти. Вториот сет прашања од невладините организации. Слушнавме мастер план за проширување на булевари и правење на магистрали. Тоа охрабрува автомобилизам. Автомобилизмот пак пронесува со значаен дел за аерозагадувањето. Би го прашале дали има мастер план за велосипедски патеки. Прво прашањето на урбанизацијата, како градоначалникот планира, односно како градот планира да се осрне кон ова прашање, имајќи предвид дека во изминатите години бевме сведоци буквално на дива урбанизација, и тоа најчесто на сметка на сите можни зелени површини. Сега дека што имаше празна површина, тенденцијата се пополни со згради, што го намалува капацитетот на градот да го прими тоа загадување на воздухот. Тоа е интересно прашање затоа што урбанизацијата, исто така изградбата нови објекти е еден од начините кои што се финансираат општините, така што ме интересира како ќе се регулира ова прашање практично. Тоа е вториот сет прашања, одиме со одговорот на првото. Мастер план за велосипедски патеки. Двете прашања се контрадикторни помеѓу себе. Зошто? Мастер планот за булевари е всушност развој на делот Скопје што е неразвиен. Северниот дел од Скопје или така наречената лева страна на Вардар ја нема основната инфраструктура. Немањето на основна инфраструктура од левата страна на Вардар ги тера луѓето да ја пренаселат десната страна на Вардар и да дојдеме до ова преголем обем на градење. На крајот добивате два дела на градот кои што се неквалитетни за живење. Затоа морате концентрацијата на инфраструктурата да ја префрлите од левата страна на Вардар за да го лабавите десниот дел, тоа е број 1. Број 2, и затоа е таа инфраструктура 52% од улиците во Скопје, главните зборувам, се неизградени. А од кога ќе ги изградиме? Тие улици ќе можеме да отвориме процес на балансирање на градот, тоа е број 1. Број 2, за да можете да ги развивате алтернативните видови на сообраќај, вие морате да имате затворен за сообраќај центар, меѓу другото. Во моментов, ако го затворите центарот на градот Скопје за движење на автомобили, ќе крахира градот. Нема алтернативи. Како вие од аеродром до Карпош може да стасате ако не пројдете низ центарот на Скопје? Едноставно не постои начин. Токму затоа е потребна ова секундарна северна обиколница, тогаш ќе можете да го редуцирате превозот во градот. Мастер план за велосипедизам постои. Во текот на декември месец веќе ќе бидат поставени првите 5 апарати на постојните велосипедски патеки за сервисирање на велосипедите, кои што и за пумпање на гуми, алат основен на граѓаните, значи даваме на посебна грижа. Скопје, Велоград и работата по тие проекти требало да биде
завршена работа минатата година. Гледаме во колка процент не. Сте ги виделе ли сите карикатурални велосипедски патики, како, например, онаа на раскрсницата Климент Охридски, Теодосиј Гологанов? Тоа виличи тоа на велосипедска патика, тоа е само еден од најсмешните прилози, бидејќи велите Скопје е велоград. Кога човек тоа ќе го погледне, тоа е карикатура од велоград, не е велоград. Значи тоа само зборува за несериозноста на пристапот кон Скопје велоград концептот или дека тој бил декларативен. Суштински Скопје ќе се стекне со нови велосипедски патеки. На постојната инфраструктура онаму каде што е можна, и тоа го реков и во кампањата, има доволно простор да ја стесните сообраќајната лента, за да може да се одвива автомобилскиот сообраќај и да отворите пат за велосипеди. Сите нови инфраструктурни објекти кои што ќе ги гради градот Скопје, го зборував тоа и тоа во пракса ќе го видат граѓаните. Идат по обратен редослед од досега познатиот. Во сообраќајот примарен е пешакот. Сите сме ние пешаци. Па потоа се велосипедистите, мопедите, јавниот сообраќај и на крај се автомобилите. Така ќе бидат проектирани улиците за потребите по овој редослед. И го имаме и второто прашање кое беше поврзано со дивата урбанизација, уништувањето на зелени површини, како ќе се реши ова со оглед дека градењето е еден од основните извори на финансирање на општините. Секој градоначелник сака нови згради, бидејќи тоа е убавиот извор на пари во градската каса, комуналиите. Постојат површини, не е проблемот во градбата. Проблемот е во незината димензија и начинот на поставеност визави постојните објекти. Не може да престане да се гради. Логично, луѓето, општеството се развива и тоа ќе продолжи да се развива. Градот ќе продолжи да се развива. Меѓутоа, не можете вие екоград не може во никој случај да подразбира дека на постојна зелена површина ќе може да се гради зграда, па без оглед каква е нејзината поставеност во сооднос со другата зграда. Значи, затоа и ви велам, значи, појдете кај мене во Тафталиџа, поранешниот градоначелник на општина Карпош, на луѓето на улица Варшавска им залепи, таа е сега јали 8 катница, дали 11 катница ќе биде, никој од нас се уште не знае. На буквално на 10 метра. Тафталиџа е сега непрепознатливо. Сочуване дел од аеродром, а вие велите, па видете, сепак мора да се гради. Кога ќе кажете сепак мора да се гради, тоа значи дека може нешто ќе отиде на има неколку сегменти. На штета на зеленилот. Пак да не искочи дека градоначалникот кажал нешто што го нема кажано, да се дообјаснам внимателно. Мора да продолжите да градите. Не е спорно. Меѓутоа треба да го имате во предвид квалитетот на живењето на граѓаните. Не можете вие на луѓето да им залепите зграда до зграда без да им оставите животен простор. Животниот простор, меѓу другото, го подразбира и урбаното зеленило. Особено постојното урбано зеленило, на чија што штета досега се градеа објектите. Имате сериозни напуштени, да речам, делови од градот, каде што може да се одвива градбата и тие не се опфатени од урбаното зеленило. Криминал е да исечете дрва и стари по 50, по 60 години, за да изградите зграда. Тоа е она што нам ни се случуваше во градот. На територија на општина Карпош, да речам конкретно, веројатно не, него известно е дека постојат и други површини кои што не се урбано зелени или зазеленети, на кои што може да се одвива определена градба. Уште по-конкретно, исто прашање, како може да се спречи постојаното градење и градење, а да се посветиме на јавните простори? Значи, имено токму тоа е. Не можете да градите на сегашните јавни простори. Баш заради тоа, пред излезам од собрание како пратеник, го подпишав законот за урбано зеленило, каде што барам 20% од формираните градежни парцели, ново формирани градежни парцели да бидат зеленило. Тоа заедно го сработивме со партијата на зелените во Македонија. Поентата ми е развиените општини, како што е општината Карпош, како што е општината Аеродром или општината Центар, имаат и други извори на финансирање од кои што може да го обезбедат нивното функционирање. Тоа што ние сме имале луѓе склони кон трупање на станови скриени за туѓи имиња, па заради тоа издавале се кај стигнат
градежни дозволи и се шпекулира во јавноста дека има по еден... Пак шпекулирате. Пак шпекулира, меѓутоа тоа е вистина. Боби, ама ние очекуваме анализи со знања и докази. Јас кажувам овака, дозволете, се шпекулира во јавноста дека известни градоначалници имаат за други имења по 50, по 100 станови во своја собственост заради издавање на маркици или додавање на катови, на катност на определени објекти, е нешто што допрва ќе го утврдуваме. Меѓутоа, тоа сериозно има влијаено врз квалитетот на животот на секој од нас. И уште едно прашање и да го заокружиме овој дел, во врска со грејењето, дали се планира субвенционирање на топлински пумпи или друг начин на еколошко грејење, затоа што пелетите се краткорочно решение, и ова е прашање од исто од невладините, меѓутоа за да скратиме на време. И едно мое подпрашање, малку најде на чудење последниот оглас што го објавивте за субвенции, бидејќи роковите беа многу кратки. И за тие кратки рокови, бидејќи имаше седница на Советот, кога градоначалник одлучи заради големиот интерес на граѓаните да ги дуплирам средствата во тој рок. Значи, наместо планираните 150, преку 300 граѓани ќе ги добијат субвенциите од градот Скопје. Скромниот буџет на градот не дозволува да влеземе во некои посериозни субвенции на другите алтернативни начини, меѓутоа тоа е дел од програмата на централната власт, каде што таков тип на загревање ќе бидат, геотермалното конкретно за кое што ме прашавте, ќе бидат предмет на субвенционирање. Јас би бил најсреќен, меѓутоа ајде да не биде, кажа градоначалникот, развивам сега размислувања и разменувам со стручни луѓе да градот Скопје евентуално обезбеди концесионер за инвертерски систем на загревање во деловите кои што се неопфатени од централното градско подрачје, а се скапи за дали за БЕК, дали за ЕЛЕМ кој што дава енергија, а тоа е да во индивидуалните домови на луѓето во вид на плаќање на месечни сметки, како што тоа го прават луѓето кои се греат на парно, може да ги користат услуги на јавно предпријатие за инвертерско загревање. И уште едно прашање за овој блок и дефинитивно завршуваме. Отворен екоград и така натаму, и на крајот се завршува со најава за поскап паркинг во центарот. Така ли се отвара градот? Така се отвара градот, ако сакате да биде современ и европски, затоа што паркингот или паркирањето во центар како мерка поскапување, јас ја најавив уште во првите денови на моето градоначалникување, во деновите кога е голема загаденост. Не знам дали знаете, во измените кои што се спрема заедно со граѓанските организации, 10 дена кои што беа предвидени, врзани 10 дена да има интензивно загадување за да се превземаат мерки, се намалени на 2. ПМ частичките од 100 се намалени на 75 како дозволени граници. Во тие денови, јас како градоначалник ќе го поскапам паркирањето во центар со цел да ги дестимулирам граѓаните да влезат во своите автомобили, да дојдат во центарот на градот за да се завршат работата, а ќе го поевтинувам паралелно билетот во јавниот градски превоз. Така, во моментот голем дел од граѓаните, особено странците, не знаат каде да купат билет, господин Шилев. Тоа е дел од проблемот кој што го имаме со директорот на јавното сообраќање. Дори и ние не знаеме. Не можете да купите единичен билет. Или ве кошта прескапо затоа што е 150 денара картицата. Системот кој што го одржува една фирма, мајде. Доста тоа е другата, мислам, не бегаме, меѓутоа, значи нели треба прво да го решите ова, па после да го зголемите паркингот, затоа што ако ми го зголемите паркингот, за да дојдам јас во центар со јавниот превоз треба да ми биде достапен. Ќе ми биде достапен, Боби, значи мислам не на мене, на граѓаните. И на вас и на вас, зашто не? Кога на мене како градоначалник ќе ми биде достапен за поевтини пари да појдам на работа со автобус, веројатно и на вас. Промените борбата против загадувањето, особено аерозагадувањето, поаѓа од нас, од мене лично. Јас како пример, како човек, не како градоначалник. Не можеме да речеме ајде сега ќе се бориме против загадувањето, ама Петре ќе го поштедиме, од Боби ќе тргнеме. Добре, еве имаме и такво прашање. До кога ќе одите со службен автомобил на граѓаните и кога ќе почнете да бидете пример за другите граѓани, користејќи го токму јавниот превоз? Значи, на работа одам или со својот автомобил, ретко со службениот автомобил и од време на време, 2 пати за овој месец дена и отидам пешки. Значи, тоа е мојот начин на одење,
а лошиот градски превоз го прави градот Скопје вака исклучен од јавните градски линии. Само осмица иде по Илинденска. Ќе бидам пример за граѓаните, како што бев пример на првиот ден на Водно, дека може да се стаса со автобус, така ќе бидам примери за граѓаните. Во моментот кога ќе почнат да се воведуваат рестриктивните мерки за сообраќајот, јас ќе бидам меѓу првите, да не речам прв, кој што ќе користи јавниот градски превоз како алтернатива, а својот автомобил и службениот автомобил ќе ги оставам во нивните гаражи. Дислокација на галиите, нови барок фасади нема да има, но што ќе се случува со постојните кои што почнаа да се распаѓаат? Тоа се само дел од прашањата кои што следуваат во следниот блок по кратката пауза за реклама. Добре дојдовте назад. Петри Шелегов, градоначалник на Скопје, во вечерва ваше интервју и со право се повеќе и повеќе прашања пристигнуваат, затоа имавме нешто планирано преглед на ветувањата од она како почна мандатот, меѓутоа тоа ќе го прескокнеме и одиме директно со прашањата и првиот сет со она што е исто така деновиве атрактивно. Галиите повеќе ќе ги нема. Како ќе ги дислоцирате? Во рамките на градската администрација дадов налог да се отпочне постапка за нивното уривање. Тоа подразбира дека ќе ги испитаме можностите. Едната галија мислам дека веќе има правни можности, правните можности ги исцрпиме со цел да не ги изложиме граѓаните на Скопје на повеќе трошоци од тоа што го имаат. Разговараме и со собствениците на другите две галии што се ненапуштени да тоа го направиме безболно. Што значи тоа безболно, колку тоа ќе ги чини граѓаните, бидејќи тие имаат концесиски договори? Значи, велам, разговараме да тоа биде безболно и на договорен начин помеѓу имателите на тие гали и градот Скопје. Она што треба да го знаат граѓаните е дека ако ни се случи поплава од калибарот 79 година заради изграденоста на градот, да речам, студијата за поплави на град Скопје, а таа може да се случи во секое време. Стајковци никој не го планираше, па знаете дека не се случи од днес и животи. Значи една средна поплава градот би го коштало 257 милиони евра штетите. Има ли проценка колку ќе бидат штетите сега? Од она што го знаеме, компензациите кон инвеститорите, од она што го знаеме малку е дека градот досега инвестираше само во инфраструктурата 150.000 евра. И тука има две контрадикторности, меѓутоа да бидеме кратки бидејќи има многу прашања. Првата е дека едни велат тешко е да се дислоцира, други велат не смее тоа да биде така, бидејќи во целата документација станува збор за урбана опрема која што може да се дислоцира по истекот, мора да се дислоцира по истекот на договорот за концесија. Каде е вистината? Значи во тек е таа постапка, да не влегуваме пак во тие зони. Ќе завршиме таа постапка, ќе излеземе со решенијата. Примарен интерес на граѓаните на градот Скопје е такви чуда во коритото на реката Вардар да нема повеќе. Што подразбира тоа веќе за она платформа за панорамското тркало, кое што е исто сред Вардар? Добро е дека панорамското тркало не е нарачано и барем нема да трпиме понатамошни штети. Целиот проект Скопје 2014, вклучително и платформата за панорамското тркало, е предмет на анализа на институциите на централно, општинско и градско ниво и не може градоначалникот да го носи решението сам, ќе излеземе на крај и експертската јавност, ќе излеземе со решение. Ме збуни ова со безболно решение, пак ќе се вратам. Има градот да им понуди на сегашниве собственици нови кафани и локации. Што подразбира тоа безболно решение со инвеститори? Безболно решение подразбира да отстранувањето евентуално на неговиот брод граѓаните на градот Скопје не ги кошта средства. А што ќе добијат тие како одштета за договорите што ги имаат? Тоа е дел од разговорите кои што ги водиме во моментов. Нови фасади нема да има, односно пари за нови фасади, меѓутоа она што можеме да го видиме низ Скопје дека дел од старите веќе се распаѓаат. И што значи тоа за постојните фасади или за објектот Палома Бјанка кој што е допола изграден? Дали тој ќе остане сувенир на едно време или? Ќе остане сувенир на едно време, таму е дефинитивно на таа позиција можеше пола стиропор што личи на мермер, пола лудилото
На другите луѓе, да, вие би го продолжиле, Палома Бјанка? Не сум градоначалник. Не, дали вие би го продолжиле? Јас дадов налог да не се продолжи. Немам намера тие глупости на Никола Груевски да ги продолжам. По ниједна цена. Дали ќе се формира тело за ревизија на целиот проект Скопје 2014, доколку да, кога можеме да ги видиме првите конкретни чекори кон решавање на овој проблем? Тоа е едно прашање, би ги споил во едно. Многу анализи се правеше и бивш и поранешниот градоначалник на центар, прави и сегашниот. До кога само со анализи, кога ќе кажете што планирате да правите? Формирано е тело, кажав, веќе мислам претходно, на ниво на централната власт. Очекувам дека тие ќе излезат со решение. Мислам дека еден по еден деловите од Скопје 2014 се готови. Меѓутоа, да не му робуваме премногу на тоа минато. Тоа ќе го решиме. Мене ми е многу прашање да разговараме за дали планира нешто да направи или цел мандат му е планиран за рушење и укинување на претходните проекти? Значи, Скопје ќе има 3 стратешки цели за развој на согласно постојниот буџет кој што ќе го доставам до Советот на градот Скопје, а тоа е да спреми инфраструктура, проектна инфраструктура, јас ја викам таа, бидејќи секој проект е извесен капитал на свој начин. Значи, да ги изработиме проектите за деловите од инфраструктурата која што недостасува. Скопје мора софтверски, хардверски да се подготви за концептот на Smart City, бидејќи она со кое што располага градот како IT технологија во моментот ние далеку не ги задоволува тие потреби, сериозни износи кидат на овие две ставки и сериозна ставка или сериозен износ ќе оди на зазеленување на градот Скопје, односно некаде околу 2 милиона, 2,5 милиона евра ќе предвидиме за ново зеленило, за купување на ново зеленило. Го споменавме водно, рековте да, дали ќе се стопира градењето на водно, рековте да, како? Со неиздавање на градежни дозволи понатамошни. Во тек е ревизија во општина Центар за дел од тие детални урбанистички планови, вклучително и оние кои што го фаќаат епицентарот на Скопје 2014. Дали тоа подразбира поништување на издадени градежни дозволи во несоодветна постапка или? Ако е градежна дозвола издадена во несоодветна постапка, нормално дека се поништува. Дали сметате дека на Скопје му е потребен градски архитект како одговор на градежната мафија? Согласно ингеренциите кои што ги има градот Скопје во постојните односи со градските општини, во борба со градежната, баш во борба со градежната мафија, и тоа стана некој синоним малку чуден, не му е потребен градски архитект на Скопје, му е потребен совет на архитекти или градоначалникот треба да има околу себе советодавно тело на урбанисти и архитекти кои што ќе го зацртаат идниот развој на градот Скопје. Дали се размислува да се стави стопирање на градење во Скопје и населување, нешто што Лјубљана го направи многу одамна, например? Не е точна информацијата. Бев по Лјубљана се видам со градоначалникот Јанковиќ, такво нешто административно во Лјубљана не постои. Постои нешто сосема поинакво, а тоа е дека луѓето од Словенија немаат потреба да се селат во Лјубљана или да се вселуваат затоа што местата во кои што живеат се доволно развиени и нудат соодветни работни места за нивните професии и пристоен живот по тие места. Во Скопје добар дел од популацијата што е населена е затоа што нема избор во своето родно место. Наша должност е и како политичари, без оглед што јас работам и функционирам како градоначалник на градот Скопје, да обезбедиме рамномерен развој на останатите населени места во Република Македонија. Дали ќе ги обедините ПОЦ и градски паркинзи заради подобро управување на предпријатијата со исти правила за сите скопјани? Градското паркирање во Скопје е еден од сегментите во кои што допрва треба да се решаваат на унифициран начин. Ги повикавте граѓаните на јавен превоз и многумина со прашања и во тој контекст. Ќе одиме побрзо, остануваат уште 10 минути. Дали ќе се врати опцијата билет да се купи во самите автобуси, да пристигне во моментот странец во Скопје на автобуска или железничка станица, иако немаме многу меѓународни возови, не може од никаде да купи билет? Да влезе Скопје не се може да купи билет. Значи, купувањето во Скопје, ајде странците си и поретка појава, да речам, визави тоа што ние секојдневно што живееме во градот, се среќаваме. Мора да го направиме билетот за едно возење достапен, тоа е укинат де факто.
со последниот систем на наплата на билети и таа автобуска карта да биде достапна до секого на многу поедноставен начин отколку тоа што сега се случува. Дали се пак конечно ќе пушти повеќе автобуси на повеќе нови градски линии? Градот Скопје има тотално застарен систем на јавен градски превоз. Оваа недела ги започнаа консултациите со секторот за сообраќај во градот Скопје и со факултетот за сообраќај од Битола и со експертите од јавното сообраќајно претпријатие да направиме една промена во системот на градскиот превоз во Скопје. Проблем е и превозот на ученици, особено оние апсурдни одредби кои што произлегуваат од Законот за високо образование, меѓутоа ги почитува и јавното сообраќајно претпријатие. На практичен пример, ако живеете 2,3 или 2,1 километар до училиштето, не само што немате право на бенефицијата за бесплатен билет, туку не можете да го купите и ученичкиот дури и да имате пари. Практичен пример. Живеете во Расадник, учите во Јосип Брос, далечината е 2,1, вие не можете и да сакате и да имате пари да си купите немате билет, можност, а не пак да ги користите субвенциите за бесплатен превоз што ги имаат други. Во очекување на законските измени кои што ќе дозволат бесплатен превоз за учениците, градот Скопје во предстојниот буџет обезбеди дополнителни 70 милиони денари за субвенционирање, односно дотирање на јавното сообраќајно претпријатие. Очекувам дека измените за овие апсурдни решенија во текот на наредната година ќе бидат отстранети со цел да за сите ученици обезбедиме можност за јавен градски превоз. Тоа би почнало со новиот буџет и со новата календарска година или новата учебна година? Во координација сум со Министерството за образование, со министерката Тесковска, таму се изработува новото законско решение, јас ги резервирав средствата и дотациите од Министерството исто така се проектирани за да овозможиме овој проблем да биде надминат. Средното образование е задолжително по закон на централната власт, средните училишта во вашата надлежност. И веројатно знаете, голем дел не се опфатени во на циркулирање на линиите на градскиот превоз. Каде е тука решението? Мора, значи, градскиот превоз во градот Скопје е зазрел 1964 година. И јас ги прашувам експертиве што ми се во секторот, таму се потврди таква е државната администрација, ама наша работа е да ги размрдаме. Зошто, например, 19 оди од Шуто-Оризари до Карпош 4? Никој нема одговор. Имате вие одговор, решение или план? Има, значи кажав во текот на оваа недела ќе започнем консултации со тие сектори, со факултетот во Битола и со ЈСП за сериозна реконструкција на системот и концептот на јавен градски превоз. Дали и на кој начин се реорганизирани службите за итни интервенции и инспекции и дали градот има служба за одговор и регистрација на пријави од граѓаните? Дали и колку е достапна и на кој начин и како тоа ќе се унапредува? Значи, делот што, ако се однесува на пријавите, веќе кажав, очекувам дека најбрзо ќе го објавиме бројот на кој што граѓаните ќе може 24 часово да информираат за дел од проблемите. Работиме сериозно на изработка на соодветна, па не веб страна, повеќе од веб страна, каде што ќе биде интерактивна и во која што и јас ќе можам како градоначалник да гледам брзината со која што администрацијата ќе одговора на прашањата на граѓаните и сериозно да може да се преземаат мерки кон неодговорното однесување на граѓаните. За достапноста, градот Скопје веќе трета недела работи барака 16-то на која што комуницира непосредно со граѓаните, веќе работи двосменски од 7 часот и 30 наутро до 19 часот и 30 минути. Тоа го оведовме веднаш по доаѓањето, го сработивме сменското работење, бидејќи потребите на граѓаните за нас како нивни сервис се неприкосновени, а концептот на функционирање на градската администрација до тогаш до кога е граѓанинот на работи администрацијата, едноставно не дозволува на луѓето да може да си ги извршат своите потреби во градската администрација. Како и кога ќе го решите проблемот со вардариште и бездомните животни? Веќе влегуваме во интензивни разговори заедно со дел од Здруженијата за заштита на животните, бевме во посета на вардариште.
имаме примерно предлози од нив за тоа како да се унапреди функционирањето на системот на Вардариште, залогувањето на куќиња прв пат за време на овој викенд на плоштадот, бидејќи се појавија неколку глутници, него извршија исклучиво вработените во комунална хигиена, односно Вардариште, туку тоа беше во заедничка и координирана акција со дел од здруженијата и дел од тие опасни куќиња беа тргнати од плоштадот на градот. Има ли начин за координација на јавното предпријатие комунална хигиена и општинските, бидејќи градот е голема депонија? Се сложува гледачот со мене и моето тврдење дека Скопје е голема депонија. Токму затоа за овој... Тука е посочено едно решение, поголема координација на предпријатијата. Кој е вашето? Не е само координацијата, проблемот и во ингеренциите. За мене ќе влеземе веројатно во разговори со општините за нивните можности да направиме еден систем на заедничко одржување на чистотата на главните улици, меѓутоа и на споредните улички. Тоа што го направивме во изминативе 4 или 5 дена во дел од населбите, за овој краток период како сум градоначалник, успеавме да извадиме некаде околу 600-700 луѓе преку Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална политика, тие луѓе да ги платиме и ги плаќаме во текета акција, треба да заврши за 10 дена, ако ни дозволат временските услови, чисто малку од малку да почне да се зачистува Скопје. За идната година предвидуваме оваа акција да биде и поголема и да трае подолг период и во незе и помасовно да бидат вклучени и самите граѓани. Редно е Скопје да го исчистиме. Скопје заслужува да биде чист град. Ќе ги задржите ли кочиите како туристичка атракција, но уште повеќе како ќе решите онаа другата и секојдневна запрежни коли низ градот и во самиот центар? Разговорите што ги зборуваме со Здруженијата за заштита на животните опаѓаат и заштита на коњите кои што се употребуваат баш и токму за запрежните коли, меѓутоа не се ингеренциите, ја ги разбирам граѓаните и мојата загриженост и мене не ми е мило кога гледам такви сцени, дел од овие ингеренции се надвор од ингеренции на градоначалникот, меѓутоа секогаш кога има потреба со субјективното влијание кое што можам да го имам, ќе помогнам да се решат и некои работи кои што не се моја ингеренција. Едно прашање, повторно многу најави, и можеме ли да добиеме конкретен одговор барем околу планот, точниот оперативен план за следните 4 години за чист воздух и буџетот што за тоа ќе биде утврден и кога? Значи, кажав, за зеленило за идната година предвидуваме 2,5 милиони евра, например. Не е воздухот, ќе ја земеме оваа чаша и ќе ја поместиме тука и сега ќе го исчистиме воздухот и кажи Петре кога ти е план од тука да ја поместиш чашата. Тоа е сериозна акција на која што треба да се посветиме сите, која што подразбира поинаков режим на сообраќај, поинако издавање или регулирање или инспекција од тоа што досега сме го имале на производните капацитети, регулирање на начинот на кој што се изведуваат градежните објекти, бидејќи по закон предвидуваат и заштитни мрежи за да таа прашина биде не се шири во воздухот, тука да остане тука околу објектот, да се реши проблемот со затоплувањето, односно начинот на кој што се затоплува домовите на дел од нашите граѓани со средства кои што се реално канцерогени и не трујат. Значи тоа се систем кој што не можете вие да ги кажете да тумите, а сте должни од првиот ден да ги превземате мерките. Јас од првиот ден превземам мерки. По среда ги засадуваме, например, првите 50 дена. Акција за чистење на градот се одбива. Водно е забрането за сообраќајот. Утре имаме координативен состанок со дел од Министерството за внатрешни работи, Министерството за екологија, Министерството за економија со цел да направиме ние сме координатори на тоа како град Скопје, иако тоа не е наша ингеренција, да овозможиме еколошко мапирање на возилата со цел да видиме што се вози по улиците на нашите градови и во градот Скопје, во државата. Тоа се мерки кои што се превземаат активно. Не би сакал да нити ме интересира на крајот на денот
ама не можам да се сетам дека претходната градска власт било што од ова што го набројувам има превземено како мерка. Многу прашања има и се уште пристигнуваат. Јас се извинувам, но тука веќе за сите што не беа одговорени, но ќе се обидеме овој формат да го повториме во иднина и со некои други градски функционери. Завршуваме со две конкретни прашања. Сега ја имате и власта и мнозинството, како и вие и Советот ќе бидете институција и сервис на граѓаните, а не недопирливи институции затворени за себе и за бизнис, урбанистичките и партиски интереси. Тие што присуствуваат на еден мој работен ден, или што имаат можност, можам да ги доставам и на увид на јавност на моите дневни планови да видат со колку се луѓе се имам сретнато во изминативе 30 на дена како сум градоначелник. Делот од луѓето, бидејќи Скопје е огромен град, луѓето имаат многу проблеми кои што не може да бидат примени од моја страна, се во контакт со луѓето од мојот кабинет, значи не сме недостапни, многу сме разумни, многу сме свесни за одговорноста што имаме заради довербата која што ни ја дадоа граѓаните. Немаме намера таа доверба да ја прекоцкаме. И последното прашање, некој бил многу прецизен па пресметал. Само за 40 минути, и тоа во саботата навечер на улица Партизанска, на потегот Буњаковец до Карпош 3, се случени 5 грабежи и разбойништва. Дали е Скопје безбеден град? Градоначалникот е и за грабежите во ред. Скопје е во принцип безбеден град. Неодговорните криминогени постапки на индивидуи се работа која што нити може да ја предвидите, нити може да ја превенирате како индивидуа. Она што имаме намера да го промовираме како вредност на општеството, тоа е меѓусебната толеранција, разбирање и конечно да ги вратиме на дневен ред темите кои што значат живот, а не ветар и магла, што до сега ги имавме. Приметувате, и јас сум среќен како човек, како дел од политичкиот, кој што учествуваше во политичкиот процес што се одвиваше во изминативе 3 години, дека конечно луѓето, граѓаните, почнуваме да разговараме за нашето секојдневие, не за имагинарните непријатели што ќе уништуваат Македонија. Јас им се извинувам на сите оние ми известија колегите околу 70 наши гледачи, чии што прашања вечерва не успеавме да ги одговоривме, но се обидов сите час и половина да ги посветам токму на вашите прашања и ова да биде вечерва ваше интервју. На веб страната на градот е имејлот со кој што може да комуницират граѓаните и со мене како градоначалник и со градската администрација. Ги повикувам тие граѓани на веб страната да го отворат мејлот, да ги пратат на мејл, тие прашања ќе им бидат одговорени од мене лично. Јас ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна. Останете и натаму со Телма во ноќно студио. Вечерва со вас е Снежана Лупеска. Благодарам.